Što je ova? Što je ova toliko grdo? Granka, Granka, da, Granka, zemi. dobro. Sve će to go namestiv me. Dojdi vamo, da. Sinko, da ne si работал kako kasap. Čekaj, Praviš kako da kitiš koza. daj mi imena. To ne je karanfil, da, zakači go ubavo. Te molam. Dobro? Dobro je, Vaka? Dobro je. Ti со мајца ќе дојдеш? Imaš nešto protiv? Не, нема да се расправам. Како сакаш, така дојди. Само што... За еден миг те замислив, Сосако. Алпер, што е оваа активност во ова време? Порано ли почнавте да спремате мезе на островот? Не, ова ќе оди во хотелот на Појрас за вечерната церемонија. Не се променила солидарноста на островот, бе. Барем и јас да се фатам за некоја работа. Не, ние ќе средиме со Берк. Да ви помогнам да ги носите во хотелот. Тоа може. Ова ќе биде незаборавна вечер во историјата на островот. Како што предпоставував. Ти доликува, Сако. Da ti pomognem? Може. Izgleda je gotova. Благодарам. Тогаш ноќта нека почне.
ви текна да се видите на остров? Ама, многу оригинална идеја. Пред да дојдеме бевме на плоштадот, ова е стар град од времето. Бога ми, многу ни се допадна и нас. Може и ние во иднина ќе се сместиме на вакво место, нели љубов? Да. Дали сте вие модна икона која дошла овде од модната писта? Ѓорке, многу се навредив. Зошто не ми кажа дека работиш како декоратор? Декоратер? Привремено, душо, не за постојана. Пријатна вечер. Оп. Се уште не ми се верува дека ова е таа трошна градина. Оп, Садик, ти не игнорираш? Добро тогаш, имајте убав провод. Ке се видиме пак. Поздрав, Мелиса, како си? Ке се видиме. Добре дојдовте. Што барам јас меѓу гостите? Мелиса, каде ќе одиш? Мелиса? Би можела да умрам од љубомора? Ние не можеме ни на одмор да дојдеме, а девојката тука имала хотел. Ама слушај, уште немавме отворење, да знаеш. А ако пак би можела да умрам од љубомора, сега и овде. Чекај. Нема бегање. Не ве запознав со мојот ортак. Појрас, мојот ортак. Селен ми е другарка од факултет, Дженке адвоката, Дирен е моден креатор. Добре дојдовте. Браво. Нека вие со среќа. И како е животот на мало место? Малку е различен, тука сите се познаваат меѓу себе. Значи топла средина. Сигурно има многу озборување. Токму така. Ноќе нешто се случува, наутро сите знаат. Сигурно ноќе нема отворени локали, пензионерска работа. Не прашувај, јас на пример го доживеав тоа првата вечер кога дојдов. Барам отворен ресторан на интернет, ама сите беа затворени. Значи остана гладна. Не. Ама беше тешко. Вие да не студиравте туризам и хотелиерство? Не. Ако е култура, имам еден другар што студира таму, па реков може би се познавате, затоа ве прашав. Замислете вака, гуштери кои лежат по фотели, жаби кои скокаат надвор и така натаму, ете таква средина. Ај, страшно И било. дали можете да замислите, има само еден столар. Ако тој не ви ја заврши работата, останавте за никаде. Значи многу ми недостига градот. Кога ќе се вратам во Истанбул, ќе одам по сите концерти и ќе ги гледам сите филмови во кино, потоа театри, забави. Тоа значи дека Хазиран ситно број за да се врати од островот. Не, цела сезона ќе бидам овде, после се враќам со првиот траект. Вие на кој факултет сте студирале? Не е култура. Мило ми беше. Твојот ортак не сака многу да зборува. Ама многу згодно момче. Појрас, Идил? Добре дојде. добро ве најдов. Градината е многу убава, рацете да ти се позлатат. По вкусот на Хазиран. Со Ейлул се запознавме на фризер. Многу инсистираше да дојдам. Не можев да ја одбијам, што да правам. Добро си направила. Мило ми е што дојде. Тука сум, се враќам. Ќе се видиме. Ќе се видиме. Хазиран, кога е отворањето, да знам како да се организирам. Уште не се знае, ќе ви јавам. Во реч. Прекрасно. Ај, ви благодарам. Благодарам. И вие сте многу елегантен, навистина. Тука деновите траат многу долго. Одам на море, одам на шопинг, пијам кафе, се шетам. Нема крај. Навистина нема крај местова. Многу убаво чувство. И вие мора да дојдете и почесто да доаѓате. Ви препорачувам.
Оф. Нека ја исечат веќе тортата и да си одиме. Ти оди си ако сакаш, јас ќе средам. Нема да одам. Садик може да ја испушти од рака тортата. Да видам дека ќе ја сечат. Не е како што очекуваше, нели? А? Мислеше дека Бириджик ќе трча по тебе, ама... баш ми е мило. Хакан ќе донесе уште на пате. Дојде. Што правиш? И ти ли избега од гужвата? Аха. А ти? Дали и ти чувствуваш дека нешто се менува во нашите животи? Не. Јас чувствувам. Сите овие ќе си одат, ние ќе останеме. Ќе останеме, ама нема да бидеме истите луѓе, така мислам. Многу ја засакав Хазиран. Подобро да не се навикнеме на неа. Како и да е, ќе си оди. Ти зошто си овде? Има некаков проблем? Се случи нешто? Не, Во ред, тогаш нема потреба да бидам во градината. не можам сама да се погрижам за сите гости. Ама не се договоривме така на почетокот. Ти ќе раководиш со човечки односи, а јас ќе се погрижам за потешките работи како поправките. Ти навистина си мизантроп. Значи, Не сака луѓе. Ти не си единствената што чита книги. Што побрзо да го отвориме хотелот и да заврши. да, и јас само тоа го сакам. Добро. Барем се договоривме за една работа. Да ги заработиме парите што ни требаат. После ти ќе се вратиш во град, а јас во мојата фабрика. Секој по својот пат. Токму така. Да. Дали направив нешто за да те изнервирам? Не. Ви се допадна? Хазиран, Татко ми е градоначалник на општината. машала, сите богати деца од Истанбул си ги собрала овде. Ако и хотелот е полн, ќе морам да го известам господин Тојгон. Појраз, што ти направи освен добрина, а? Ви помогнали после смртта на татко ти, дури и сегашната работа? Види, изгледа Појраз многу се променил од тоа време. Тој не ги кажуваше неговите добри дела вака јавно. Тој не ми кажа, јас дознав. Не морам ништо да ти објаснувам, во ред? Затоа што си неблагодарен. Толку едноставно. А ти си пример за добар човек, нели Хазиран? Ќе ви одземам една минута. Зошто се расправата? Не се расправаме од каде сега тоа. Ќе се видиме, Хазиран. Намуртена си? Хазиран, каде си баш тебе те барав? Како си, Фикрет? Мојата свадба ќе биде на есен. Нек ни барав куќа и ја видов вашата. Ама денес мислам дека не треба да зборуваме за работа и инвестиции. Што наша? Па вашата куќа кај што живее мајка ти. Ја видов лани кога ја донесов Билге. Убава населба, убава околина. Не знам како е внатре, ама да разговараме некој ден. Сериозен сум.
Ти ја продаваш куќата? Да, ја продавам. Ти кажав дека немам друг избор. Реков ќе го вратам долгот, реков дај ми малку време. Зошто не ме слушаш кога ти зборувам, мамо? Не ти верувам. Ти сериозно мислиш дека со 2 напишани извештај ќе го вратиш долгот? Немам доверба во тебе, Хазиран. Што направив да ја изгубиш довербата во мене, мамо? А? Што направив? Точно. Ти никогаш не ме сваќаш сериозно за да ми веруваш, нели? Во ред, а јас се обидувам да најдам начин да ги вратам парите што ги фрли во воздух поради твоето его. Поради егото мое? Да, така е. Зејнеп Седефли се враќа во светот на модата. Se занесе мислејќи дека ќе кажат Зејнеп Седефли како ветер ќе дува на подиум. Кажи дека пропаднав. Не дозволувам да ја продадеш куќата. Нема да дојдат извршители. Јас ке средам, мамо. Бога ми, Хазиран одлично ја заврши работата. Овој приеме надвор од моите соништа. Колку убаво. Алпер бега. Што е, не ти одговара средината? Не се ни споредува со нашите веридби. Сите стојат на нозе и само зборуваат. Кај се видела ваква веридба? За кратко ќе почнат да танцуваат, ама не е исто тоа. Може да ни препорачаш место за појадок? Уште не е отворен ресторанот во хотелот. Сладканицата на Мелиса, одете таму, многу е убава. Мелиса? Брате, еднаш во Истанбул на свадбата на еден другар на бината Каде е поточно? лустерот од плафонот. На венчавката на една моја другарка падна лустерот и се распарчи. За среќа никој не настрада. Пардон, ќе ми дозволиш 1 минута, те молам? Реков и тука да не се случи такво нешто, ама Какан? нема шанси. Од каде се познавате ти и Хазиран? Не се познаваме со Хазиран, од каде ти е таа идеја? Што криете вие и зошто криете? А ти што сакаш? Не знам, ама моматите нешто на пораз и го лажете, ти и таа девојка. Но јас ќе го откријам, тоа не грижи се. Не се глупира, Идил, нема такво нешто. Идил! Доаѓам. Добро ли си? Да. Се случи нешто? Мајка ми куќата ја продавала. Татко ми последните денови ги помина во таа куќа. Таа е единственото нешто што не остана од него. На зидот во мојата соба уште стои морската ѕвезда што ја нацрта татко ми. Како може да ја продаде куќата? Како може? Не ми е јасно. Како може да ја продаде? Мајка ми должи на банката. Реков јас ке го платам долгот. Рече многу ми требаат пари. Рече дека е семеен проблем. Ова ли беше? Всушност двајцата сме во иста ситуација. И ти се трудиш да ја спасиш твојата куќа и јас мојата. Ама гледај ме мене. Јас не плачам како тебе. Не се плаши. Не си сама. Јас секогаш ќе бидам покрај тебе.
Заедно ќе излеземе од оваа бура. Не се плашам кога си покрај мене. Ги затворам очите. Ги отворам. А ти создаваш чудо. Изгледа некој дојде. Изгледа. Требаше да ми јават за тортата, сигурно се тие. Можно е. Треба да одиме. Идил? Да не ја виде Хазиран? Изгледа не видоа дека сме внатре. Не ми се верува. Тука си. Добра си? Добро, се развикав малку и ми олесна. Ти ли дојде пред малку? Не. Идил помина пред малку. Дури ја прашав за Хазира, ништо не кажи си отиде. Се случи нешто? Не знам. Што се случува? Идил, Хакан, ќе ми Идил, ќе дозволиш? застанеш? Што измислуваш ти така? Хакан, не реков ќе ми дозволиш. Идил, откаде ти е идејата дека јас се познавам со Хазиран од порано? Идил? Мене ли ме бараше? Се случи ли нешто? Си пребледала? Се увери во некој работи и малку сум потресена. Вие двајца сте се познавале. Зошто криевте? Бато, не ме гледај мене и јас ова од Идил го дознавам. А тебе откаде ти е таа идеја? Некни Хазиран спомена на свадба. Таму лустерот паднал од плафон. Предходно и Хакан ја спомна истата свадба, истиот лустер. Случајно сте тоа? И ти беше на таа свадба. Каква случајност е ова, бато? Навистина светот е многу мал. Јас бев од женската страна. Ти од која страна беше, од кај невестата или од кај младоженецот? Хакан, знаеш што? Сега на вистина не ти верувам. Слушај сега, Идил душо. Тоа е Истанбул, добро? Не е Крланги Чадаси. Ти на овдешните свадби ги познаваш сите, ама немој да мислиш дека и таму е така, те молам. Ослободи се веќе од тие малограѓански мисли. Важи? Појрас. Има ли нешто друго? Секако дека нема. Сега се уверили? Хазиран, ти не ја слушај Идил и јас не знам зошто кажа такви работи. Појрас јас. Јас со Хакан. Нема потреба да се браниш. Навистина не те обвинувам. Хазиран, дојди да им покажеме на овие како се танцува. Ајде, Хазиран, сите тебе те чекаат. Си одиш, Појрас? Префрли ме и мене. Хајде дојди.
Јас разговарам со Идил, знаете дека сме блиски. Ете, добриот човек доаѓа само кога ќе го споменеш. Идил, заврши ли веридбата, како беше, елитно ли беше, кажувај, многу ме интересира. За никаде беше. Најсилното чувство на светот се до букви. Што може да биде ако не е љубов? Не е љубов, алчност. Рече немој да се браниш. Толку се засрамив што во тој миг сакав да пропаднам во земја, Бериджик. А таа Идил била опасна девојка. Како се памтила се и на крај ги спојла деловите, не знам. Ајде, денес се спасив. Ама што утре? Што задутре? Јас тие очи на Појрас, како ќе ги погледнам тие очи што ми веруваат? Камо да имав друго чаре за да го вратам тој долг, тогаш пливајки ќе избегав од островот, ама ете немам. Значи до тој степен велиш. Ете гледај, дури Идил почна да се сомнева. Некој ден и Појрас ќе ја дознае мојата тајна. Ќе ја дозна и ќе ме замрази. Ете тој ден, за да не бидам на овој остров, би дала 5 години од мојот живот. Ѓоркем? Ѓоркем, не се слуша, што велиш? Момент. Бату, здраво. Како си? Ке те замолам нешто. Не за мене, за Хазиране. Може да најдеш некоја привремена работа? Треба да ја напушти сегашната работа. Те молам, направи го тоа. Во ред ке се смириш малку, те молам. Утре ке разговараме, ете стрпи се, те молам, ајде. Чекај. Сакаш да одиш кај Хазиран? Немој да се навикнеш на неа Зорба. Некој ден и таа ќе си оди од овде. Пак ние двајцата ќе останеме сами овде. Дојди. Ти ја дозна мојата тајна и ти ме мразиш, така? Добро утро. Добро утро. Сега ќе дојде тетка Хава, јас излегувам. Појрас, скарани сме? Не сме скарани. Зошто тогаш вака се однесуваш кон мене? Накриво ме гледаш. Бидејќи сум ти лут, Идил. Заради Хакан и Хазиран? Едниот еднаш на 2 години доаѓа на островот, другата вчера дојде. А јас? Секогаш сум покрај тебе, Појрас. Покрај тебе, тетка Алија. Добро, јас сум ти благодарен за оно што го правиш за баба ми. Не го кажав тоа за да ми се заблагодариш. Само не биди неправеден. Што да правам, ме фаќа паника за луѓето што ги сакам и за кои се грижам. Тоа е мојата лоша особина. Добро, во ред, го заборави синоќешниот настав. Ама, не ми одговори на прашањето. Скарани ли сме? Секако дека не сме. Што правиш ти, а? Враната ми фрли маслинка на главата. Што? Ете маслинка. Велат дека враните се од маздолюбиви животни, но јас не верував. Синоќа и се пожалив малку и сега се прави ли ова? Не разбрав. Ти се пожали на враната. Сега, кога го кажувам, е малку чудно. Било како и да го кажеш, пак е чудно. Зошто и се пожали на враната? Синоќа ме остави сама во хотелот и си отиде, ете поради тоа. Ама ти не беше сама во хотелот, беше заедно со друштвото. Нели тогаш одевте да танцувате?
Како и да е, се договорив со мајстор Мухсин, Кој е мајстор Мухсин? нашиот готвач. Прими готвач без да ми кажеш? Нема 50 готвачи на островот, а мајстор Мухсин е најдобриот што можеме да го најдеме. Добро, со кои шефови работел? Значи, дали е за италијанска кујна, за азиска или... Готви островски јадења. Тоа што расте овде, тој ги купува и ги готви. Добро, а ние на муштериите ќе им кажеме, не знаеме што има денес на мени, да видиме што ќе набере шефот од градината, така? Добра идеја, напиши го на интернет страницата. Ти подбивај се колку сакаш ќе се прави суши во тој ресторан во ред. Тогаш ти ќе правиш, а ние ќе јадеме. Освен тоа, јас ќе ги вкусам јадењата, ако не ми се допаднат. Сама ќе најдеш готвач. Појраз. Јас синоќа не танцував. Во ред? Од магнетите 400 лири, како водична група и 1000 лири, да. На Бато Мехмед му должиме 300 лири. Такси! Тука сум за вас, господине Ѓоркем. Абе ти дојде за мене, ама не дојде и како јагне. Сакам да ја доживам тензијата и возбудата на Истанбул. Како тоа сега? Како мислам? Например, кажи ми, не работам, веќе смената ми заврши. Не работам, веќе смената ми заврши. Ау, како јагне ли ке ми зборуваш, душа моја? Ќе ти ги стиснам образите. Кажи ми понервозно, малку понервозно. Слушаш ли, не работам веќе, хеј. Смената ми заврши, готово е. Брате, убав збор. Господине, не сум автостопер, муштерија сум, те молам, муштерија. Одлично. Го направив јутринскиот напад, фала му на Бога, можам да се качам. Повелете, господине. Добро, дали сме спремни? Спремен сум, господине. Вози. Утро е, Зенеп, утро. За мене не е утро, Ѓоркем. Синоќа керка ми ме искара. Немој да глумиш жртва, Зейнеп, мила. Девојката прави се за твоите долгови, а ти сакаш да ја продадеш куќата. Хазиран живее во светот на фантазиите. Како ќе го врати долгот со тие 3 извештаи? Љубов моја, јас сум како пантер крај неа. Велам ќе заработи. Не ми веруваш, немаш доверба во мене, ме навредуваш. Не ја продавај куќата .com. Ај, ме потресе бе Буцко, што правиш ти, а? Многу се извинувам. .com. Изгледа од тебе ги научив тие зборови. Ѓоркем, ти турски ли зборуваш со возачот? Не, душо, не. Знаеш ли што е одлив на мозоци, Зейнеп, мила? Само програмерите ли имаат таков мозок? Ете и возачов емигрирал овде. Крени го малку телефонот, крени го. Табла на турски ли гледам таму? Ѓоркем, каде си ти? Не се слушаш. Не заборавај, не ја продавај куќата. Ме разбра, не ја продавај куќата. Не те слушам ништо. Ѓоркем... Ајде, бај. Повелете, ви благодарам. Пријатно. Уклички мои. Погледни ја ова убавина. Ке ми простиш, нели, Појраз? Што направи сега? Ги купив овие без да те прашам. Се залюби во сликите од бајките на нив. Прости ми, Појраз, те молам. Види колку се убави. Муштериите ке ги обожаваат. Требаше да купам и за себе. Навистина. Земи ги со тебе кога ќе си одиш. Сега ќе ти покажам нешто. Што? Што ќе ми покажеш? И ти ли купи нешто без да ми кажеш? Се надевам дека не е нешто скапо, бидејќи сакам да видам дека и ти грешиш. Хајде, дојди. Види. Како така? Музичка кутија? Сериозно ја поправи оваа крнтија, не ми се верува. Да? Сакаш да ја пробаш? Секако дека сакам. Како работи? Види. Прво тука ставаме паричка. Во ред. Тука притискаш. Потоа ќе избереш една буква и ќе притиснеш на бројката.
ми се веруваше дека ќе проработи. Како така? Толку не ми веруваш? Не, не е така. Ова е одлично нешто. Добро е, ама ние што заборавивме, што не ни текна? Името на хотелот. Како ќе биде името на хотелот? Јас не се разбирам во тие работи. Ти одлучи. Не, да не одлучувам јас. Јас сепак нема да сум тука за стално. Знам дека не си за стално. И јас не сум тука за стално. Откако ќе го отплатам долгот, и јас нема да останам овде. Ќе се вратам во фабриката, во мојот нормален живот. Во ред? Тогаш да не му измислуваме име. Нека остане сандалово дрво како што беше. Како се исклучува ова? Тогаш да се договориме со човекот за табелата со името и дали да не го направиме она што го пишува и на други фирми, муштеријата секогаш е во право и може да се додаде појраз секогаш е во право. Може. Мене ми одговара. Добро утро. Добро утро. Како си? Добро. Што велиш денес да земеш слободен ден и да дојдеш со мене на море? Не. Зошто? Дуќанот се затвора само за свадби и погреби. Да се запознаеш со татко ми одлично ќе ви оди муабето, да знаеш. Дојди да му испратиме едно селфи. Не. Дојди. Вилицата малце погоре. Рамената назад. Така. Сега гледај. Насмеј се. Насмеј се. Вистински. Во ред. Насмеј се. Во ред. Убаво. Сега да ставиме малку филтер. Овој филтер е убав. Ова да го избришеме малку. Сега повеќе светлина. Да. Ого. Како ме направи ваква? Мамо? Добра сум, сега ќе одам на море. Да не одам. Зошто? Не, мамо! Не! Мамо! Нема да дозволам да ми го пропастиш одморот! Не! Однесете го на некој летен камп! Оф! Што? Го качи на трак без да ми кажеш? Јас сум Мелиса, Мамо, собственичката колку на дена ќе оваа остане? сладкарница. Мамо, бе! Добро, слушај. Ако доброволно сака да се враќа назад, нема да му се мешам. Нема да го спречам, да знаеш. Добро. И јас се бакнувам. Зошто толку се изнервира? Мајка ми Атеш го испратила овде. Кој Атеш, твојот непријател? Не, брат ми. Семејните односи ви се прекрасни. Колку убаво си одмарав. Сега ќе глумам дадилка. Види, на масите да ставиме минијатурни вазни, во ред? А колку интересна идеја. Како ти текна на тоа? Ај, Ѓоркен, во ред. Декорацијата е твоја работа. Кажи ми, дали се договори со Бурај? Отворањето, ако биде со негов концепт, ќе биде лудо. Се разбира дека ќе биде лудо. Буквално сум срцето на хотелот. Слушај, мамо, Зенеп сериозно се сомнева, во ред. Треба веќе да докажеш приказната за грчкиот остров. Дали сум јасен? Во ред ке средам. Појраз, слушај, имам една идеја. Не ги превртувај очите, прво слушни ме. Добро, кажувај. Знаеш што ќе направиме? Пред да се отвори хотелот, ќе организираме пробна вечера, ќе ги поканиме нашите пријатели и сакани луѓе. Нели твоите сакани беа во Истанбул? И тука имам неколку сакани луѓе. Ти не си меѓу нив. Добро, тогаш покани ги. Добро, да напишам пост и да го закачам на групата на островот на социјалните мрежи. Како се вика групата? Нема таква група. Ние лично ги каниме луѓето. Каква група? Како и да е, знаеш што? Ја среди работата со келнерите, значи собра CV-ја.
Ете, келнерите дојда. Ако сакаш нешто да прашаш, праша ги нив. Ела, овие се бебиња. О, градоначалникот дојде. Одвратниот дојде. Како оди работата, Алпер? Добро е, бато, тераме некако. Дали ова возило има дозвола, Латиф? Зема ли ти дозвола, Садик? Да бидам искрен, градоначалниче Незедов. Не зборувај многу сега, фатих. Детето ќе земе дозвола. Значи сега се шеташ со диво такси. Гледајте, граѓани, гледајте. Нема врска. Не го слушате овој. Вози ме ти. Ај, не грижете се, градоначалниче, веднаш ќе средам. Градоначалникот падна во дупка која сам си ја ископа. Гледајте, граѓани, ако гласате за мене, ова нема да се случи. Аби ти се плукнам во тоа возилото, бе. Сега да го проследиме по социјални А, мрежи. немој, бато. Немој, бато, Фатих. Ти на негова страна да не си. Кажи искрено. И ти ли гласаше за него? Не, бе, бато, јас не се мешам во политика. Фатих, ти си за никаде. Од сега плаши се од мене. Ке ти најдам некој пропуст, Не те знаеш. наблегувај, Ама, Отто, не овој патчичка. наблегувај. Куинските машини ќе чинат повеќе отколку што пресметавме. Дури и машината за месење. Што купуваш така? Машина за месење тесто, машина за сечење тесто, машина за кисело млеко, дури имало и машина за сечење јајца и таа ќе ја купам. Мајстор Мухсин нема да користи ништо од нив. Ке ги користи ако ги има. Нема да ги користи. Да не си гладна? Малку сум. Остави го сега тоа. Сакаш да те однесам на вистински ручак? Ама телефонот ќе стои во ташната. Не ме гледај така, ќе стои во ташна додека јадеме. Сега сум Ти слободна. не си слободна, врзана си за него. Зависничка си од телефон. Не сум зависничка. Ако не одговорам на овој Што мејл, ќе биде, например? Навистина, што ќе биде ако не одговориш? Што ќе биде ако одговориш малку подоцна? О, ортаците се пак заедно гледам. Извини, брате, синоќа не ти обрнавме многу внимание. Ти се молам, бе, бато, зашто се извинуваш? може да не ги употребувате зборовите бато и брате? Бога ме, вие не морате да ги употребувате. Но нам не ни се мешете. Не дека се мешам, но ете, бато и брате се многу значајни зборови. Не се користат за секого. Изгледа хазирана во право, бато. Луѓе кои не се познаваат од детството како нас да се викаат бато и брате еден со друг. Има такви типови, нели Хазиран? Многу сум гладна. Каде е тој ресторан? Ајде да одиме. Ке се видиме. Абе, Хазиран, некни не ми кажа од која страна беше на свадбата. Од кај Џанан. Од кај Џанан ли? Ете ти уште една случајност. Нели ти кажав дека и јас бев од женската страна? Без малку како што кажа Идил, ке сме се запознаеле во Истанбул. Хазиран, абе јас го изгубив бројот на Џанан. Ако го имаш, ке ми го дадеш ли, те молам? Ама како те спасив некни од таа злобната Идил, да не бев јас поирез ке те прегазеше таму. Нема да ми се заблагодариш. Стои подалеку од мене. Никој на островов не може да стои подалеку од никого. Територијално е невозможно. Однесувај се добро кон мене, Хазиран. Твоето присуство на островов зависи од мене. Да не си напната. Не, нервите ми попуштија од глад. Да одиме.